Добро вечер уште еднаш и сакам да ви посакам добре дојдовте во Евангелска црква Солукрефт. Можеби некои од вас знаете, можеби видовте на Facebook, можеби некој ви кажа, оваа вечер ќе зборуваме на една тема која што мене, а верувам дека и на повеќето од вас, како прашање ви се поставува, ви било поставено. А тоа е, кои се сличностите и разликите помеѓу православните и протестантските цркви? Значи, во мој случај, нема да помине многу време, кога јас ќе кажам дека сум јас пастор во протестантска црква, а веќе во следните реченица две да не ми биде поставено ова прашање. А која е разликата помеѓу евангелските цркви или протестантските цркви или црквата Солукрефт и православните цркви? И ова иницијално, оно што мислев да го направам на овој ден е всушност да зборувам за реформација, затоа што на 31 октомври е светскиот ден на реформацијата, денот на кој што Мартин Лутер ги има заковано оние 95 тези во Витенберг и на некој начин препознат како од страна на историчарите како момент од каде што почнала реформацијата. Одбрав да не зборам само за тоа, одбрав да зборам за прашање кој што верувам дека е многу почесто поставувано. Никој не ме прашал, верувате ми, во мојот живот, а што е со реформацијата, која започна? Ако тоа било во разговор со мои пријатели, со кои што си го имаме муабет од новите теми. Многу ретко некој вака, и дури кој ќе кажам дека сум протестантски пастор, ќе ми го постави ова прашање. Најинтересно прашање што ми го поставиле беше прашање од една албанка, кој што ме праша, а дали сте, вика, вие протестантски оџа? И викам, протестантски оџа сум. Ако под оџа се подразбира свештеник, сум протестантски оџа. Можеби како назив и најповеќе ми се допаѓа. Пред да почнам да зборувам за она што ќе биде тема, она што ќе биде обид за одговор на ова прашање кое што го кажав, сакам да посочам на една динамика која што ја гледам, најчесто на социјалните мрежи, и која што сметам дека треба да биде адресирана пред да се каже збор два повеќе на оваа тема. А тоа е еден момент кој што директно се коси со она што нашиот Господ Исус Христос, имајте на ум дека Господ не е само Господ на протестантите или на православните, туку и дека е наш, на секој христијанин. Во Лукиното Евангелие, 6 глава, 13 стих, само момент, Лука 6:13, не можам добро да читам овде, 6:13, имам погрешна референца. Значи вака, моментот е следен. Правете им го на другите, а оно што сакате вам да ви го прават. И оно што го гледам во таа динамика, помеѓу често пати верници кои што се идентификуваат како протестанти и они кои што се идентификуваат како православни, всушност не е производ на едно вакво упатство на Исус. Што сакам под ова да кажам? Постои една многу погубна и една, како да наречам, нехристијанска тенденција во комуникацијата на социјалните мрежи, особено ќе кажам, и во некои други форми, во која што една христијанска традиција или една црква го зема најлошото од другата христијанска традиција и црква и врз основа на тоа сака да ја оцрни таа друга традиција. И тоа оди во двете варијанти, сум видел протестанти како го земаат најлошото можеби од православната традиција или црква, и тоа го земаат како репер со кој што ќе се каже, ете, колку сте вие веројатно далеко од Бог, или обратно, православни кои што ќе земат некои ТВ евангелизатори, само што се вратив од Америка и повторно ги видов и брзо ги исклучив, затоа што верувајте ми, мислам дека никој не ги гледа, или ја барем се надам дека никој не ги гледа, оние луѓе кои што ќе кажат збор два за Исус и после тоа ќе речат дајте пари. Значи тоа веднаш да кажам, ние како црква се оградуваме и немаме никаква врска со таквата традиција на луѓе кои што се манипуланти, кои што на еден таков начин всушност сакаат да спечелат пари, злоупотребувајќи ја религијата, во овој случај христијанството. Значи нема никаква врска. Како што од друга страна морам да кажам дека и православието нема врска со секој поп кој што служи, да кажеме, во некој село. Да, ама кај во на баба ми селото, таму имаше еден поп и он не знаеше Библијата. Добро, можеби не ја знаел и можеби тоа е вистина, ама тој не е репрезентативен како таков во однос на православието. И ние тоа мораме да градиме начин на една комуникација која што произлегува од љубов и како што ние не сакаме да бидеме поистоветувани со некои ТВ евангелизатори, со ТВ преваранти, така
и православните не сака да бидат поистоветувани со тоа што е најлошо можеби или најнесоодветно во рамките на нивната традиција. Денеска што сакам да зборувам? Сакам да зборувам нешто околу историјатот. Мораме да го офатиме историјатот. Ќе зборуваме за клучните сличности и разлики во однос на верување и ќе зборуваме понатаму за она што може би еден начин како тоа наше заедништво да се продлабочи и да доживее една посериозна димензија. Значи мораме да разбереме дека овие две цркви се развиваат, односно започнуваат во различно време. Во драстично различно време, отприлика ако гледаме и ќе морам така да ги адресирам овие нешта. Значи технички гледано православната црква почнува да постои 1054 година, кога од една црква се создаваат две цркви, римокатоличката и источно православната црква. Ама реално гледано во православната црква постои тој континуитет кој што доаѓа барем од апостолско време, со тоа што континуитетот е многу интересно, мора да забележам една работа. Континуитетот е всушност со оние цркви кои што се происход на Павловата мисија. Павловата мисија до неевреите. Кога ние зборуваме, мораме да го имаме на ум, кога ние зборуваме за Новиот Завет, и кога зборуваме ние за црквите во Новиот Завет, ние зборуваме за цркви од кои што најголем дел се всушност составени од евреи, и всушност авторите на Новиот Завет се самите тие се евреи. Ќе ви откриам едно нешто што беше мој личен пат, да кажеме, во тоа продлабочување на разбирањето на верата. Не ми беше јасно зошто, да кажеме, троичната теологија во Новиот Завет не е толку едноставно, не може да биде толку едноставно поврзана, да кажеме, со троичната теологија на раните црквени оци. И одговорот на тоа е всушност заради тоа што раните црквени оци произлегуваат од една источно-римска, византијска култура, која што концептуализира и која што размислува на еден поинаков начин од овие еврејски писатели. И заради тоа нема да видиме ние концептуално, да кажеме, битни фрази или битни дефиниции, содржини кои што се подоснежни од периодот на раните црквени оци вметнати во овој почеток, во овие први црквени сегменти. Првото христијанство, значи тоа сакам да кажам, е еврејско христијанство, кое што за жал после првиот, некаде вториот век, уште повеќе се смалува и станува една многу мала енклава во севкупното христијанство. Кога ние размислуваме за троична теологија, за христологија, од таму треба да почнеме да размислуваме и од тие старозаветни и меѓузаветни извори кои што го информираат всушност Новиот Завет. Во однос на територија и тука има еден момент кој што е, би рекол, целосно различен. Православната црква произлегува од источното гркофонско, значи од оние кои што себе си се нарекува римјани, интересна работа, значи византиците не се нарекуваат себе си византици, туку ромеи, односно римјани, кои што зборуваат на грчки јазик. Тоа е таа источна половина на Римското царство, која што уште од тоа време, од времето на Римската империја, културно, јазички, концептуално секогаш била различна од таа западна, од тој западен дел на Римското царство, кој што го потребува латинскиот јазик и латинското писмо, и има неколку особености во кои што се не можам да навлегувам. Таа источна половина всушност, кога пропаѓа ова западно римско царство после поделбата, таа продолжува, и за тука морам да спомнам во однос на протестантите. Протестантите многу често, евангелските протестанти грешат, ако читате вие учебник по историја на црквата, горе-доле вака е учебникот по историја. Новозаветен период, апостолски оци, Августин и Лутер. И се го сватите, и на прво читање ќе разберете дека од Августин до Лутер има 1000 години разлика. И дека тоа не е период кога никој ништо не правил затоа што немало протестанти. Тоа е период во кој што постои една жива црква, период во кој што постои црква која што е мост помеѓу тие постари римски, тој римски период и она што потоа го нарекуваме среден век и понатаму Ренесанс. Значи таа е таа византијска цивилизација во која што имаше црква и која што се нарече после 54-та православна, значи тој е тој мост, таа е црква, тој дел на царството, морам и тоа да го напоменам, тој источен дел на царството, тоа е всушност оноа јадро христијанско, каде што, да кажеме, се одвивале главните дебати во
како сега 4 век, 5, 6 и понатаму тоа јадро каде што се всушност одвиваат христијанските собори, они главни екуменски така наречени собори, значи тоа е тоа нешто и морам да кажам од оваа друга перспектива дека тоа е неправедно запоставено во историографиите на западната црква. Мислам дека пред се заради незнаење, не мислам дека тоа нешто повторно некаква конспирација. Секогаш кога ќе ми го постават прашањето а кои се сличностите и разликите помеѓу протестантските цркви и православните, нема да поминем многу време, ќе ми постават едно подпрашање. А зошто има толку многу протестантски цркви? Не можеме ни да ги знаеме, очто се толку многу. Значи морам да напоменам една работа. Под поимот евангелско-протестантски цркви подразбирам цркви кои што се во континуитет со библиското учење значи со библиското учење и го афирмираат без видоизменување никејско цариградското вероисповедање. Основното вероисповедање на православната, на католичката и на овие правоверни евангелско-протестантски цркви. Морам да напоменам дека во оваа група не спаѓаат јеховините сведоци, затоа што порекнуваат нешто што е клучно за христијанството, а тоа е божеството на Исус Христос, не спаѓаат мормони и не спаѓаат уште некои групи кои што можеби внесуваат збунување кај нашиот народ, кој што можеби нема премногу време ниту желба да ги проучи овие суштински разлики. Зошто има толку многу протестантски цркви? Заради тоа што реформацијата како феномен се појавува во исто или слично време на повеќе места. Без при тоа да се гради, ниту пак да се има желба да се гради едно обединето движење. Значи, ако зборуваме за Мартин Лутер, ние зборуваме за германска реформација. Ако зборуваме за Жан Калвин, ние зборуваме за оно што е во тоа време француска реформација во Женева. Можеме да зборуваме за британскиот дел на реформацијата, подосна за холандскиот дел на реформацијата, ама тоа се луѓе кои што препознаваат еден исти проблем во тогашната римокатоличка црква, зашто и тоа треба да го напоменеме, реформацијата и протестантизмот, тој протест не се однесува на православната црква од проста причина што православна црква во Западна Европа немало. И нас колку и да ни е тоа чудно или можеби би сакале да има некој посериозен диалог или што е друго, тоа се историските прилики и протестантите Мартин Лутер, Калвин, како католици во тоа време имаат забелешки за функционирањето, вредностите и некои други работи на римокатоличката црква и тоа јавно го изнесуваат. Проблемот е исти, тоа што тие го воочувате исто, начинот на кој што тие ќе ги обсервираат и абсолвираат овие проблеми на тогашната црква се разликува. Второ нешто е што тие никој од нив не сака да направи своја црква. Лутер експлицитно има кажано и замолено да не се создава црква со негово име, лутеранска. Ама христијаните послушни како што сме веднаш по неговата смрт или набрзо веќе воспоставија такво име и етикета лутеранска црква. Значи тоа се тие моменти во кои што заради тоа да кажеме тие поттици за реформација во Германија подоцна се нарекуваат лутеранска црква заради Лутер. Поттикот за реформација во денешна Швајцарија, тогашна Франција, Женева се нарекуваат реформирани. Во еден спор во Велика Британија доведува до создавање на англиканската црква. Значи од таа причина се иницијално уште во самиот старт повеќе цркви и едно препознавање, значи тие неколку начела на таа реформација, сола скриптура, што значи само Светото писмо, сола грација, што значи само по милост, спасување само по милост, нема потреба од дела и заслужување на спасението, сола фиде или само по вера и сола Христос, што значи само преку Исус Христос. Тоа се тие 4 основни начала кои што всушност протестантите ги воспоставуваат, убедени од едно нешто, дека во нивниот контекст римокатоличката црква има толку многу наслаги ставено околу евангелието, толку многу неразбирливи нешта, форми и проформи, ритуали и начини реално на земање на пари во тоа време, ќе ги напоменам, германскиот народ или германските народи, што тие тогаш повеќе кнежевства всушност, што велат да се вратиме назад на изворот, да се вратиме назад на Библијата. И во тоа враќање всушност за протестантите воопшто не се страни, напротив, дел од тие со кои што протестантите влегуваат во еден диалог преку пишаните документи се и раните црквени оци.
Ама протестантите заклучуваат едно нешто. Дека за човек да може да знае дали е христијанин и за една црква да може да знае дали е навистина Христова црква, таа едноставно во таа фаза после 1500 години после Христос мора да пресече низ таа традиција и да дојде до сршта и да препрочитува традицијата само и секогаш враќајќи се на Светото писмо, кој што е всушност канонизирани пишани документи од страна на правоверната црква. Имаме, значи, ваков еден момент на протестантска разноликост во самата основа. Православните цркви тоа го немале. Зошто тоа го немале? Заради тоа што она клучна православна црква се всушност расте и живее во рамките на Византија, каде што има еден владетел и кој што е главен за оној световен живот и каде што има еден патриарх кој што е главен на се друго. Има тука и оние стари патриарши од типот на Александриска, Антиохиска, да не ве замарам со такви детали, ама во суштина тука кога стана збор за една територија каде што има една црква, немало начин да се воспостави диалог со некој кој што веројатно поинаку размислува. Што се случува во византиската историја? Или, значи, правоверните владеат и ги елиминираат овие кои што не се правоверни, или оние кои што се еретици владеат, има император еретик кој што поставува патриарх кој што е еретик и ги елиминира правоверните. Тоа се тие динамики кои што до 1453 падот на Константинопол се многу очигледни според мене. Сега, да одиме малку на оно што значи верување, да одиме малку на оно што значи теологија, да видиме што е заедничко, што е веројатно различно помеѓу овие две цркви. Значи, спомнавме некои работи, а заедничко е дека Библијата за било која црква, и во овој случај за евангелско-протестантските цркви и за православната црква е всушност извор на авторитет. Тоа не е заедничко. Значи, тука не треба да има никаква дилема дека постои, не знам, православна Библија, протестантска Библија, не. Значи, постои Библија и таа Библија е всушност препозната како клучен авторитет за нашата вера. Оно што исто така важно е дека двете цркви, тоа го спомнав веќе, го прифаќаат така нареченото никејско цариградско вероисповедање. Значи, тоа е исповедање кое што е подоцнешен период од 4 век, ама тоа вероисповедање и првите екуменски собори се всушност признати и односно создадени од таа православна црква, на источниот дел на Римското царство, ама се признати и од страна на протестантите. Значи, ние тука немаме никаков проблем со тие собори. Веруваме дека Бог се има откриено во личноста, историската личност на Исус Христос, преку неговиот живот, смрт и воскресение. Значи, тоа не е исто заедничко, така суштинска христологија, кој ќе речеме, тоа не е некаква, не знам, science fiction, тоа е всушност што црквата верува во однос на личноста на Исус Христос. Сега разликата, претпоставам дека како македонци и балканци поише секој не интересираат разликите и тоа каде е веројатно конфликтен дел. Разликата е всушност во улогата на традицијата. И ние ова мораме да го разбереме за секој кога разговараме со човек кој што припаѓа на православната црква во вистинска смисла и кога тој сака да ни каже збор два околу како се вика, околу тоа од каде произлегува неговата вера, во православната црква Светото писмо и традицијата, што значи пишаните документи, сите они книги на раните црквени оци, има малку проблематика околу тоа како се дефинира таа традиција и до кога трае. Една дефиниција, сега да не ве замарам, една дефиниција дека всушност за православните традицијата е пребивање на Светиот Дух до денеска и во вечноста. Што значи дека се што произведува православната црква горе долу, како што тие разбираат, е всушност дел од таа црквена традиција и затоа мислам да не бидете збунети кога еден православен ќе се повика на Светото писмо и на изрека на некој од овие оци, Свети Јован Златоуст нека биде, имајќи на ум исти авторитет. Значи за нив дали е тоа Павле и дали е тоа Јован Златоуст, тоа е една традиција, они велат, едно тело кое што всушност има подеднаква улога. Евангелско-протестантските христијани, затоа што виделе некои отклонувања баш преку таа традиција кога станува збор за ситуацијата која што тие ја искусуваат во 16 век, инсистираат на сола скриптура и инсистираат дека колку, значи дека две нешта кои што сакам да ги разберете.
дека ние и така ја почитуваме традицијата како запис на начин на живот со Бог и формулирање на, не знам, адресирање на проблеми во различити историски периоди. Ама оно што евангелско-протестантските христијани не можат да го афирмираат е дека таквата традиција има иста важност како Светото писмо. И ние никогаш не можеме да кажеме, ние никогаш не можеме да го цитираме Лутер, не можеме да го цитираме Калвин или не знам Били Греем или Свети Јован Златоуст и со тоа да подразбереме дека таквата изјава има исто значење како што има всушност како што има самото свето писмо. Значи, накратко да сумаризирам овој дел, имаме инсистирање дека Библијата е клучен авторитет од страна на евангелско-протестантските христијани и имаме од друга страна инсистирање дека Библијата и светата традиција се всушност основа за христијанскиот живот и дека имаат подеднакво иста улога и тежина во однос на она што ја дефинира нашата вера. Сега ќе ви кажам уште еден момент, че ако првото е ова чисто теолошки моменти, нешто што е можеби очигледно, тоа е богослужењето. Често пути мене ќе ме прашале и вас, а како изгледа вашата црква и што правите таму? Значи тоа е најнароден начин да се праша околу овие истоветности или разлики. Православната црква има начин на богослужење кој што се нарекува литургија и кога ние ќе видиме одблиску што ова значи, ќе видите дека всушност тоа е една канонизирана византијска култура. Начин на израз кој што постоел во византиско време, кој што продолжил во овие подоснежни периоди, главните извори на литургијата се Свети Јован Златоуст, Свети Василий Велики, и ќе видите дека литургијата всушност по својот јазик и начин на изразување е верна на времето во кое што е создадена. Мене лично, значи не сугерирам дека тоа е така со секој ден од вас, понекогаш од таа причина можеби не ми се најблиски тие начини на концептуализирање, начини на пеење, затоа што веројатно не се дел од мојот живот денес. Оно што е клучно за православната црква, сакам да го потенцирам како голем плюс, како една силен момент кај православната црква, тоа е дека таа е сосредоточена на обожавање и на славење на Бог. Значи тоа е суштината на таа црква. И таму наместо оваа динамика каде што еден излегува и зборува од Светото писмо, таму најчесто, ако сте приметиле, свештеникот е свртен со грб кон народот и гледа кон иконостасот, влегува во олтарот и цело време динамиката е на таа свртеност кон Бога, обожавање, славење. Богослужбите често пати траат 2 до 3 часа и се стои на тие богослужби. Значи тоа е оддавање на почит на Бог, дека стануваш пред оној кој што му оддаваш почит. Понатаму многу голема символика, значи речи си да нема движење на свештеникот и да нема збор искажан, а да нема некоја подлабока символика. И оваа црква, значи не случајно, заради ваквите тенденции, заради ваквиот момент на насоченост кон обожавање на Бог и кон црпење од Бог, може би на еден пиедестал, на едно посебно место има ставено не само православната, туку и католичката црква, има ставено монашката традиција. Традиција на луѓе кои што се одрекуваат од брак, од мажење и од женење, за да пребиваат во присуство Божјо, за да има живот најсличен на ангелскиот. И тоа, значи, уште од рано време се потенцира дека таквиот начин на живот е всушност супериорен начин на христијански живот. Дека ако некој се посвети на таков аскетски монашки живот, се одвои од светот и се моли на Бог, дека тоа е веројатно најдобриот начин, најсовршениот начин да му се служи на Бога и да се живее со Бога на оваа земја. Тоа до ден денеска стои. Дури во нашиот народ ќе слушнеме на едно народно ниво дека што и да е, тие монаси или луѓе кои што се молат, дека тие се всушност најважните во однос на цела црква, зашто тие се најпредадени, а ние сме сите други веројатно втора класа некако на христијани. Тоа има и теолошки, тука позадина по теолошка, ама сакам да ви го напоменам тоа. Проповедта е интересна работа. Проповедта не е ваков како во протестантските цркви за себе дел, туку е проткаена низ таа цела литургија. Значи има свој простор, ама и проповедта е всушност дел од тоа славење и обожавање на Бога. Тоа е еден многу важен момент. Сега ќе зборувам малку поконкретно.
до сега зборував за православната црква, богослужење на евангелско-протестантските цркви, ама не генерално, ќе зборам во Македонија. Зашто не можам да опфатам цркви на 5 континента, ниту па на еден континент, ќе зборуваме само тука и сега. Клучен момент, значи, ако православната црква е свртена или пак клучно ориентирана на славење и обожавање на Бог, протестантите се всушност посветени на проповедање и на навестување. Тоа се тие две клучни компоненти кои што протестантите ги прават на некој начин протестанти, ориентирани кон луѓето и кон светот со разбирање на своето постоење како црква која што има мандат и мисија. И многу често таа глава во Матеј, таа заповед на Исус, одете и направете од сите народи мои ученици, ќе видите дека се проткајува низ многу проповеди, низ многу одлуки да се биде мисионер или да се биде, не знам, да се служи. Значи не е тоа само за контемплативно некој да се издвои на страна, туку за да може да биде активен во однос на светот. Јас морам да кажам дека проповедањето и навестувањето е без исклучок карактеристика на секоја евангелско-протестантска црква која што е тука во Република Македонија. Значи ние мислам дека во Македонија, ќе биде за некој од вас интересно, или може би за некој кој што ги гледа овие видеа, може би православен ако си ги гледаш овие видеа, главното нешто е всушност главната може би теолошка разлика околу едно нешто. Действувањето на Светиот Дух и тоа дали тие дарови на Светиот Дух, како што се да кажеме исцелување, пророкување и други нешта, се де факто присутни и се пројавуваат денес преку силата на Светиот Дух, или како што некои протестантски цркви веруваат дека тоа можеби веќе не се случува. Значи тоа е можеби една покрупна разлика. Другото јас би рекол дека нашите цркви нема толку, значи нема такви разлики. Во богослужењето може да биде разлики во однос на пројавувањето на самото богослужение, а тоа би било некои цркви да кажеме можеби имаат од инструменти само органа, некои цркви имаат гитара, некои имаат електрични гитари, значи тоа сето тоа произлегува од еден многу битен момент, а тоа е дека евангелско-протестантските цркви веруваат дека не постои еден од Бога даден начин на прославување на Бог. Дека не постои една од Бога дадена канонизирана култура, дали е тоа византијска, дали е тоа лутеранска, германска, дали е тоа американска или македонска, дека не постои еден начин да се прослави Бог. Напротив, дека сите тие се релевантни и дека сите тие имаат простор. Евангелско-протестантите дури немаат проблем со тоа да една богослужба во евангелско-протестантска црква биде литургиски определена. И во последно време имаме пројавување на тој тип на богослужби помеѓу евангелско-протестантските цркви. Богослужбени. Не се истоветни како од православната црква, ама многу слики, символи, значи без задршка. Таа културна отвореност е всушност втемелена на едно разбирање, а тоа е дека секоја генерација не само што има право, туку има и обврска да ја изрази својата вера во Бог со форми и на начини, без да изгуби содржината, ама на форми и на начини кои што се најсоодветни и највеќе зборуваат на таа дадена генерација. И заради тоа некои цркви имаат протестантски богослужби кои што наликуваат на богослужбите од, не знам, 15 век и се, односно 16, па се многу литургиски ориентирани, некои подоснежни, личат на оние англиски богослужби од тој подоснежен период. Имаме некои современи начини. Во секој случај постои таа слобода на израз кој што е де факто дел од самата отвореност. Она што всушност, мислам дека во наши околности и на пошироко ниво, ама во наши околности прави разлика е инсистирањето на протестантите дека инсистирањето на лична вера и одлука за следбеништво на Исус Христос. Значи, евангелско-протестантските цркви инсистираат дека верата не е наследна генетска појава. Евангелско-протестантските цркви инсистираат дека секој еден треба за себе да одлучи, без разлика дали се родил во христијанско семејство или во нехристијанско или во какво и да е семејство, дека секој еден од нас има повик од Бога да одлучи да го следи Исус Христос. И ова нешто, имав една трибина во Тетово, таму бевме од повеќе верски групи, значи тука беа и од православна, од католичка, протестантска, беа и од исламската верска заедница. И она што може би им беше интересно, и затоа го спомнам на оваа богослужба, е фактот дека, јас им кажав едно нешто.
Кога зборувавме за обреди и за ритуално влегување во црквата, јас им кажав дека мојата ќерка, иако сум јас пастор на црквата, се уште не е крстена. И сите други се свртена кај мене и ме праша, а зашто ти не си се потрудил да крстиш твојата ќерка, као да не си превише зафатен или што е прашањето позади тоа? И јас морав да им објаснам дека всушност тоа е од длабокото мое уверување, кој што верувам дека е библиско, дека е новозаветно учење, дека секој еден треба да одлучи да го следи Исус Христос и таквото нешто дури тогаш да го потврди преку крштевање како вера пред самата црква и заедница. И мислам дека ова нешто е всушност еден двигател на евангелско-протестантските цркви, кој што не само по раѓање сметаат ово е христијанин или она е христијанка, туку инсистираме на вера, активна, жива вера, однос со Бог во секоја генерација и кај секој индивидуа. И оно што е многу важно, сметам дека во овој се повеќе постхристијанска Европа или постхристијанска Северна Америка, која што не ги носи некои трендови, дека ово нешто ќе биде многу значајно. Дека речиси нема да има простор за некакви традиционализми, зашто таа култура на традиционализам веќе не функционира значајно, туку дека ово инсистирање дека секој еден од нас треба да донесе одлука за Христос е клучно и ќе ги донесе луѓето на една или на друга страна, или барем во размислување на тоа докаде се во однос со својата вера со Исус Христос. Сега, значи православна црква свртена кон Бога, суштински свртена кон Бога, го обожава Бог, го слави Бог, го слави спасението кое што доаѓа од еднината и преку таа литургија му заблагодарува на Бог преку тоа. Протестантите од друга страна кои што навестуваат, кои што зборуваат за тоа што Бог направил за човештвото и за секој, ние сакаме да кажеме и за тебе поединечно, значи протестантите не сакаат многу да се зборува во тие корпоративни слики, туку сакаат да се зборува а ти што мислиш, а дали ти живееш со Бог, значи тоа е тој начин, затоа што сметаме дека не треба човекот да се зацкрива пози тоа дека ние сме христијани, не, дали си ти христијани. Многу често, можеби понекогаш делува арогантно или што е да е, ама тоа е начинот на кој што ние да перцепираме таа вера. Значи или ти ја имаш или јас имам како поединец, или таа вера едноставно не постои. Понекогаш слушам некои работи, некои изјави, тоа ми е дадена изјава, ама ти вика дали знаеш дека мојот прадедо беше поп. Значи, тоа е добра работа што прадедото бил поп и верувам дека тој прадедо верува во Бог, ама тоа нема никаква врска со тебе кој што денеска тука стоиш и можеби мислиш дека кога ќе дојдеш еден пред Бог, Бог ќе рече еве го Зоран, ама прадедо му поп беше, стварно треба да види он дедо му стварно многу се молеше, ајде внуче мој нема смисла. Значи тоа се македонски народни приказки, ама тоа не е библиско учење за спасението. Значи, двете насоки, православната која што го бара да го слави Бог и го обожава и тоа е проткаено на таа цела литургија 2-3 часа, и протестантите кои што навестуваат евангелие. Затоа ние се викаме евангелска црква, Солкрат, евангелие. Навестуваме дека она што е клучна објава за тоа кој е Бог е всушност објавата на Бог во Исус Христос, неговиот живот и смрт и воскресение, и дека само по милост ние можеме да добиеме спасение. Опасност постои кај двата пристапа. И сакам да не бидам премногу поедноставено сватен. Не е дека протестантите не го слават Бог и не е дека православните никогаш не го навестуваат. Ама клучно зборам, како главно обележие, отприлика така стојат работите. И тука реално постојат опасности и на двете страни, и за протестантите и за православните. Протестантите може да бидат цело време насочени кон надвор, за тоа што Бог прави надвор и во некој контекст или во нечiji друг живот, и да заборавиме реално дека Бог прво нешто што сака е да има заедништво со нас и да изврши дело во нас, значи да работи прво во нас, за да може да работи преку нас. Значи тоа често пати ние можеме да го заборавиме, дека Бог прво што сака е да работи не во нас, во мене и во тебе, а потоа дека такви нас не потребува во животите на други луѓе. Православните од друга страна, заради оваа насока што спомнав, имаат опасност од тоа да станат затворени за мисија, и нешто што мислам дека за жал е точно во одреден смисол. Морам тука да спомнам дека, иако разбирам дека и тоа е дел од мисија,
клучна мисија не е само да се соберат нашите од диаспората и да на Свети Илија на 2 август и да се каже ние сме македонци, супер. Значи мисија, ја верувам дека православните треба мисијски да бидат ориентирани каде да се, значи дали е во Северна Америка, во Австралија, каде да живеат и да всушност и тој мандат го осозна, зашто веќе им е даден, дека секој некој што не го познава Бог е всушност човек некој што треба да му биде споделено Евангелието. Многу едноставно. И дека тука ние немаме некој избор, тоа се зборови на Исус Христос. Подрачено учење, ќе ви кажам јас и од моje лично некое искуство, од православната црква научив многу, ја потекнувам од православно семејство. Кога кажам дека потекнувам од православно семејство, ние мораме да разбереме дека сакале или некеле, тие 50-60 години комунизам тука го направија своето. И дека таа православна вера обстана, ама дека таа православна вера, мислам дека се осиромаши од содржина, затоа што не беше баш најпопуларно човек да се посвети на вера во Бог или да оди во црква. Колку и да било тоа, некој ќе рече, ама немало кај нас мачење, Тито беше добар беше, ама јас не гледам содржина, премногу голема содржина после тие 50 години. Не знам како било претходно, ама тоа што гледаме, значи таков еден момент. Без разлика на тоа, сакам да кажам неколку работи. Троичната теологија, многу евангелско-протестантски христијани до ден денес учат од тие инспиративни формулации на раните црквени оци и од нивните книги за тоа како всушност троичната теологија може да се обмисли, како може да биде инспиративна. Нешто што мене посебно ми е драго и битно и ќе зборуваме за ова февруари месец, тоа се така наречените духовни дисциплини и пасторална теологија, значи од тој аспект на духовни дисциплини. Затоа што понекогаш евангелско-протестантските христијани ние сме као се спаси. Чите Библија и дојде од црква и супер. Значи и само тере напред. Значи постојат, самата црквена историја покажала дека постојат одредени дисциплини, односно одредени начини на однесување, одредени навики кои што се препознати од страна на црквата како ефективни и од Бога помазани, од Бога дадени, кои што помагаат во борба против грев, кои што помагаат во борба за примање на сила од Бога за наша трансформација. Значи ова не се некои мистични вештини под некое дрво да седнеш на врв планина па никој да не те гледа, напротив, значи тоа се нешта кои што верувам се повеќе и повеќе ќе бидат клучни за не само опстанок, туку и за добар живот на христијаните, особено во урбаните средини. Значи тие две нешта особено ќе кажам дека сум ги научил од православната црква, од православната традиција, троичната теологија, духовни дисциплини, пасторална теологија, значи кој што многу важно акцентира некои сегменти отсутни во протестантските цркви. Мислам дека евангелските цркви, ако ќе православните постои простор и отвореност, може да научат повеќе за навестување и за мисија. Тоа е едно нешто и друго би рекол, заради таа протестантска свртеност кон светот, може да научат за можни начини, значи не дека се тоа најдобри начини, ама можни начини за адресирање на горливи теми. Што да не забораваме. Најголемиот активист на 20. век, доктор Мартин Лутер Кинг, беше активист, не од типот на активисти, ајде се ќе формираме невладина организација у Бирмингем, Алабама и ќе се собираме секој четврток од 7 саат. Тој беше христијанин, проповедник, кој што заради својата вера во Бога и начинот кој што го читаш Светото писмо кажа дека таа расна сегрегација во Америка не сме веќе да постои, треба да и се стави крај. И ние мора да разбереме дека тоа цело движење беше движење на христијани кои што излегува надвор, дури во филмот Селма, колку и да тоа малку покажано, тоа се проповедници, афроамерикански проповедници и бели проповедници од југот кои што заедно маршираат и кои што инсистираат дека треба да се стави крај. Значи тоа е еден начин како всушност тоа би можело. Е сега вака. Ќе ви кажам душе две цркви. Две цркви кои што можеби ја прават најголемата конфузија и збрка од цела приказка. Кога вас ќе ве прашаат, а ти дали си протестант, кои се разликите, а што се прави кај вас, што не се прави, и вие го ќе ги подпрашате нешто, значи постојат уште две цркви кои што реално според мене ги прават најголемите нејасноти во овие наши меѓуцрквени односи. А тоа е фактот дека и во протестантската и во православната црква постојат номинални верни
И постојат луѓе кои што имаат активна вера во Бог. Постојат луѓе кои што се номинално христијани, кои што само на попис или некогаш кој ќе ги праша некој ќе кажат јас сум православен или јас сум протестант. И без разлика дали се протестанти или православни, значи тие се луѓе кои што тоа го прават пописно, тоа го прават заради своја некоја традиција, тоа се биле моите прадедо, прабаба, што иде, ама номиналните верници де факто се верни кои што немаат живот со Бог и кои што немаат содржина. Верни кои што немаат вера во Бог повеќе од таа пописна содржина. Што си христијанин, протестант за окружие или попис што си православен за окружие. И многу често, и тоа што го гледам исто на социјалните мрежи, е дека тие луѓе се некогаш најгласни во одбраната на и православна и протестантски цркви. И они сега тука немој некој лайк да стави или значи луѓе кои што очигледно ќе кажам, очигледно немаат содржина во својата вера. И она што мене ме фасцинира, она што ми е мене важно е дека ова нешто мора да се адресира. Како изгледа православен номинализам, номинално православие, суеверие на тони. Зборам за Македонија. Се знае се, значи кога се пере, кога се шие, кога се уденува конец со игла, значи све се знае. Само да не се спомнат колку евангелија се у Библија. И се знае кај се остаа пешкири, колку, во какви количини, зејтини, тоа све се знае, не сам на едно детално ниво. И Бог не се знае. Значи Бог не се знае. И се знаете што ќе ви кажам? Може да биде контраодговор, ама сега ти си протестантски пастор или оџа, и кој си се ти на нас, значи, некои работи се евидентни. Исус вика дека град кој што е на гора, не може да биде сокриен. Кога некој човек има вера, таквата вера е евидентна. Таквата вера ќе произлезе и ќе биде искомуницирана во една или во друга форма. Значи, суеверие, за ова суеверие, уште сега ви најавувам, отприлика во мај месец, ќе позборам збор два повеќе. Токму за овие две цркви, кој што не се само современ феномен, туку се феномен кој што историски се проткајува низ православната црква и римокатоличката црква. Второ нешто, кога православните се номинални, тогаш најчесто тоа се ултранационалисти. Поимот ултранационалисти подразбирам луѓе кои што пред отприлика веки нешто ги употребиле своите православни цркви за да вршат пропаганда, политичка пропаганда овде во Македонија. Тоа значи нема врска со христијанство, тоа нема никаква врска со рани, средни или доцни црквени оци, значи тоа има врска со чиста политика и црква која што е впрегната во политички јарем и која што треба да одработи за повисоки политички цели, не поврзана со Христос. Не поврзана со Исус Христос. И трето нешто, знак на номинално христијанство е всушност христијанин кој што едноставно не ја познава Библијата. Значи тешко било кого ние ќе убедиме дека сме христијани, ако ние во нашиот живот немаме простор за Библија и немаме простор за молитва, можеби две основни нешта на кои што Бог нас не повикува. И сме трето нешто дел од локална заедница. Што е евангелско-протестантски номинализам? Тоа е еден либерален номинализам кој што исто така или не ја познава Библијата, или ако ја познава само некој историски интерес, само колку ете да се каже дека нели фусноти, некои историски дебати, суштинско значи никаква улога во Библијата. Иде најчесто во две насоки: постхристијански рационализам, значи ај се ние ќе разговараме за побитни теми од христијанството, или јас не сум напишал баш така со овие зборови, лимонада духовност. Значи ќе збориме за духовност, така. И оно што е интересно е дека ќе нас се повеќе луѓе немаат против да зборат за духовност. Ама се помалку се сака да се зборува за Исус Христос. И да се зборува за Библијата и да се зборува за оно што Бог всушност го дава. Ќе завршам со неколку само точки. Согледување. Здрав библиски екуменизам, нема да читам главата. Здрав библиски екуменизам, Галатјаните 2 глава. Тоа е за мене здрав библиски екуменизам. Што подразбирам по тоа? Имаме во тоа време христијанска црква составена од евреи и христијанска мисија до неевреите предводена од Павле. И овие се во еден конфликт, во еден сериозен конфликт. И кога се случува овој конфликт, тие не викаат: а вие пред да почне проповедта, колку песни пеете? И Павле вика: па кај нас 7 песни се пеат. Или се пеат 5 песни, или вие не сте христијани. Значи, тие воопшто не разговараат за тоа како оваа вера се манифестира во однос на богослужбена култура, ако можам да наречам.
Зборува и Павле зборува за едно нешто. Суштинско. Дека тие се пронаоѓаат во Евангелието и се подаваат својата десна рака, препознавајќи дека пораката на двете цркви е иста. Не богослужбената, пак ќе кажам, форма, туку содржината на Евангелието, дека Павле го проповеда она што всушност го проповедаат и Петар, и Јаков, и Јован, и таа цела апостолска екипа, и дека тие взаемно се благословуваат и се разделуваат не во непријателство, туку разбирајќи дека имаат од Бога дадени различни мисии. Второ нешто, на што сакам да ве повикам, токму заради тоа што постои реална црква која што функционира во рамките на православната црква и постои реална црква која што функционира во рамките на евангелско-протестантските цркви, ние треба да најдеме начин во нашиот локален контекст да препознаеме индивидуи или цркви кои што се верни на Евангелието. Јас пред сите ќе кажам, и ова ќе биде снимено, и драго ми што ќе се сними, значи јас имам браќа и сестри во православната црква. Јас имам браќа и сестри во православна црква, луѓе кои што живеат со Бог, луѓе кои што работат за Бог, луѓе кои што сакаат да направат промена во Македонија во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух. И ја никогаш нема да ви кажам, и вие од ова проповедала нема да слушате, дека ние сме само што се собираме во Арама или само наша деноминација или што е да е. Ние имаме, као што имаме браќи и сестри во другите евангелско-протестантски цркви, имаме сегменти во православната црква кои што се наши браќи и сестри. Што веруваат. Ама има ли некој спорен момент, не знам, за наше разбирање. Јас го препознавам оно што Исус го дава и го кажува на самаријанката, кога самаријанката поставува прашање, а каде, а кој е што, Исус вика во духот и во вистината. И имам браќа и сестри во православната црква со кои што сум ги препознал дека го имаме истиот дух и дека личиме, знаете зашто личиме? Што имаме исти татко, од истиот татко потекнуваме, небесен татко. И тоа е многу битен момент, да имаме таква една отвореност. Се повеќе и повеќе, верувам дека има и треба да се најде начин за заедничко действување во потфати од заеднички интерес и значење. Едно нешто што можеби ние можевме сите заедно да го направиме посилно заеднички е да кажеме да адресираме оваа мигрантска криза. Нешто што ние, значи ние сите како цркви веруваме дека кога странец ќе ти дојде, гол и бос, дека треба да го облечеш да му дадеш храна. Толку. Значи се уште постои простор за окрупнување, се уште постои простор за една ваква соработка. И нешто што верувам дека се повеќе и повеќе ќе се случува, а тоа е дека ние сме веќе и се наоѓаме мислам дека ова ќе се зголемува како што тече времето. Ние сме се повеќе и повеќе на удар. Сите цркви и христијани се повеќе и повеќе на удар, на еден во моментов перфиден удар на таа и така наречена постхристијанска култура. Знаете што е постхристијанска култура? Постхристијанска култура е култура која што постои за прв пат во историјата на светот. Постхристијанска култура е култура која што била христијанска, знаеше христијанство и кажала не фала и пријатно. Култура која што смета дека можеби враќање на христијанството, враќање на верата е всушност момент кој што би бил најпогубен за прогресот на овој свет. Во таква една состојба, во такво едно културно милје, мислам дека неминовно ќе се најдеме под исти удар и дека можеби кога ќе свртиме на лево и на десно ќе најдеме луѓе кои што живеат со Христос без разлика на етикетата или на name тагот кој што го носат. Јас сум лозата, а вие прачките, вика Исус во 15 глава на Јован, 5 стих. Јас сум лозата, а вие прачките, и кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу род, зашто без мене не можете да направите ништо. Јас би сакал ти да останеш на Исус кој што е лозата и да родиш плод, и сите ние како цркви да се прилепиме до Исус и да раѓаме плод, разбирајќи дека вториот дел од овој стих е и текако вистина. Дека без Исус ние не можеме да направиме ништо. И оно што е суштинско прашање денес за мене не е дали си ти протестант или дали си ти православен, туку дали си ти дел од Христос, дали ти живееш со Бог и дали реално носиш плод за тоа негово царство. Со тоа прашање ќе го оставам. Амин.